Благодарам, подпредседателе. Почитувана министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска, го примив одговорот, меѓутоа не ја гледам министерката, заменикот е тука, добро, да. Штета што не е тука министерката. Бидете одговорот целосно не е задоволителен и не сум задоволна уште од почеток, на самиот почеток кажувам, бидејќи одговорот покажува есенцијално непознавање на системот на заштита на културно наследство и на целиот процес, односно на целата дејност на заштита на културно наследство. Во одговорот потпишан од министерката се вели дека и за аквадуктот и за Скопското кале ингеренциите се префрлаат на градот Скопје и во планот на управување на градот Скопје, меѓутоа почитуван заменик министер, пренесете и на министерката дека според Законот за заштита на културно наследство градот Скопје нема ингеренции за конзервација на заштитените културни добра. Значи градот Скопје може да се погрижи само за уредување околу објектите, не и за нивна заштита, конзервација, санација и сето она што подразбира сериозна заштита на културното наследство. Истото се однесува и на Скопското кале и на аквадуктот, бидејќи во двете прашања, значи за двата објекти вие се повикувате на градот Скопје и на планот за управување. Скопскиот аквадукт, да ви кажам, не знам колку пати и Лагјузовски се сликаше, па и Зоран Заев беше да се слика, па и Петра Шилегов беше да се слика. Аквадуктот е застанат во една почетна прва фаза, инаку пренесете и го тоа и на министерката дека веќе постои план за управување на Скопскиот аквадукт, со оглед на тоа дека е ставен под заштита од исклучително значење, значи ингеренциите целосно припаѓаат на Министерството за култура. Градот Скопје околу аквадуктот може да искоси тревата, може да обезбеди подобар пристап, но никако не сме да се меша во ингеренциите конзерваторски работи, бидејќи нема соодветен, нема стручен кадар градот Скопје за тоа. Се знае кој е, се надевам дека знаете која е надлежна институција за тоа. Истото се однесува и до Скопско кале. Велите дека во одговорот дека нема технички прием на двата музеи, меѓутоа 5 години помина. За 5 години колку беа? Околу 14.000 артефакти. Каде се тие артефакти? Што се случува со тоа? Одустани го извадивте цела во оваа влада 5 години културното наследство, воопшто не сте заинтересирани за тоа што се случува со културното наследство. И потоа велите дека идентитетот сте го бранеле, ама во културното наследство ништо не правите. Не ги мешате бабите и жабите. Кој го напишал прашањето не знам, но покажува основно непознавање како функционира еден систем на заштита. Немам дополнителни прашања и не сум задоволна од одговорот ви. Благодарам.